И ни остана уште толку малку време, ама јас не можам да не проговориме многу малку и накратко, ќе те замолам вечерва за Русија. Бидејќи си ти знам нешто во никакви ангажмани актуелни. Светскиот македонски конгрес минатата година склучи договор за соработка со руската заедница во Македонија. Во мај месец формиравме комитет за македонско-руските односи. Иницииравме договор за соработка со Светскиот руски конгрес, кај именуван како Меѓународен совет на руските сонародници, што обединува околу 50 милиони руси надвор од актуелните граници на Руската федерација, како руска диаспора, под покровителство на рускиот претседател Путин. Минатата година воспоставивме мисија на Светскиот македонски конгрес во Москва, отворивме канцеларија за врски на Светскиот македонски конгрес во Москва, во дипломатски кварт при Министерството за надворешни работи на Руската федерација. Формиравме македонска заедница во Руската федерација, формиравме македонска православна црковна општина Свети Климент и Наум Охридски во Москва. Формиравме македонска стопанска комора, македонска младинска организација. Тоа е ангажман, обединување и организирање на македонците после 100 години историја за прв пат. Не ги постигнавме сите очекувани резултати веднаш, меѓутоа поставивме една основа за тој процес. Што започнале било каква иницијација во таа соработка меѓу овие две земји, затоа што извини, пред две емисии со господинот Гуштеров, кога беше соговорник на Македонија, точно говоревме на оваа тема дека ова беше и се уште додека не го слушнавме ова дека се изнаправило од страна и инициирано од Македонскиот конгрес. Значи беше своевидна една блокада на комуникацијата меѓу Македонија и Русија. Вештачки создадена, дури една чудна бариера на немање на проток на било каква информација, филм, музика или било што поврзано со Русија за овие простори, а верувам и обратно. Значи, знаете, пријателите се избираат, ама на роднините не. Тие се од Господ дадени. Нам американците ни се пријатели од интерес. Затоа што во политиката нема вечни пријатели и вечни непријатели, има вечни интереси. Русите нам ни се браќа по крв. И ние не може да го занемариме тој историски факт и таа велесила да ја елиминираме од позицирањето на Македонија во меѓународната заедница. Затоа нашата посета беше во таа функција. Не е битно од која страна на Карпатите се гледа. Не е битно, Карпатите никогаш не делиле нас. Никогаш. Најбитно е што иницииравме пред властите во Република Македонија, владата и собранието, поттикнување на односите на соработка меѓу македонската и руската држава, меѓу македонскиот и рускиот народ, меѓу македонската и руската црква. Сега очекуваме делегација на Светскиот руски конгрес возвратно во мај месец да ја посети Македонија, да формираме Руска православна црковна општина. Ние пред премиерот на Москва побаравме 4000 квадрати локација за изградба на македонска црква и манастир во Москва и соодветно инициираме сега и во Охрид да се изгради руска црква и манастир, со тоа што сите цркви што ќе го прифатат историскиот факт дека Македонската православна црква е една единствена легална и легитимна канонска наследничка на древната Охридска архиепископија, односно патриаршија Јустинијана I, по посебна процедура да добијат локација во вториот Ерусалим, да се изградат своја дипломатска резиденција, представништво, црква и манастир, за да од Охрид направиме не само анимација на едно древно светилиште, туку и атрактивна туристичка дестинација, за да доаѓаат луѓе од целиот свет во градот кај што има толку цркви колку што има и денови во годината 365. Ние се надеваме дека иницииравме покана на рускиот претседател Путин во Македонија. Имавме средба во неговиот кабинет, имавме средба со министерот за надворешни работи, со премиерот на Москва, Лушков и Мурадов, господата. Ги поканивме да ја посетат Македонија. На рускиот претседател го наградивме со почесната титула македонски сенатор и едно одликување Златен орден, големо сонце на македонската империја, така се вика највисокото одликување на Светскиот македонски конгрес, со барање преференција доделувањето да се случи во црквата Света Софија, на исто место каде што постоела патриаршиска црква,
во кое што во 955 година е покрстена и кронисана до Охридскиот патриарх, руската кнегиња Олга, а 987 година е покрстен незиниот внук, рускиот кнез Владимир, кој за да го зацврсти братството со Македонското царство на цар Самуил, се жени со негова внука по 4-ти пат, Охриганката Марија, од чии брак ги имаат двете деца, Борис и Глеб. Тоа се првите руски светители, како кај нас светите Климент и Наум Охридски. Денес патрони на руската армија. Ние очекуваме да ги продлабочиме односите меѓу нашите две држави. Ако ништо друго, вие сте првите што ги иницииравте возобновување на таа прекината, вештачки прекината комуникација. Енергетска дестинација без алтернатива на Македонија не е Америка, туку Русија. И што побргу воспоставиме ги продлабочиме тие односи со Руската Федерација, толку по безболно ќе го поттикнеме и развојот и ќе ги пребродиме енергетските проблеми на државата Македонија. Тоа што сте го направиле за поздравување, имате комплименти од Македонија. Се надевам дека ќе не поканите да проследиме и гледачите да може да видат нешто од овие идни случувања. Во секој случај. Ви благодарам за вечерашново гостување во Македонија. Прекрадашевме малку, меѓутоа се надевам дека го задрживме вниманието на публиката. И тоа не беше случајно. Има што да чујат. Благодарам на поканата. Поздрав до слушателите и гледачите. Нека продолжат во ова добро расположение со спонзорот на оваа емисија, Добро вино од Бовин. Вели господинот Ѓоко на крај, почастете вашата душа, вие тоа го заслужувате со една голтка Бовин. И вие тоа сте го заслужила како председател на Македонскиот конгрес со се ова што кажавте, особено за Русија на крајот. На гледачите да им посакам пријатна вечер. Се најдобро, ние се гледаме во наредното издание на Македонија.